На 13 април 2025 година ќе се одржи 13-тото поред издание на Авицена женската трка. Што ќе донесе ова издание, кое што се одржува по 13 пат, а ова утро ќе да знаеме од Гордана Николовска. Гордана, добро ви утро. 13-та година поред, како е да се одржи традицијата после долги години на искуство како што го одржувате Скопскиот маратон, Сојузот на спортови ја одржува и Авицена женската трка? Па, на почеток беше тоа едно скромно издание, трчавме во градскиот парк, баш по уличките во паркот. Меѓутоа, како растеше интересот, како девојките, жените почнаа повеќе внимание да обрнуваат на пријавување на спортски активности, така свативме дека и трката од 1 километар не е малку, па ја продолживме на 2 километра, па во текот на годините видовме дека се спремни и веќе неколку години е улична трка, се одржува на булевар Илинден во должина од 3 километри и веќе за 2025 година пријавувањето е отворено. И веќе одзивот е сосема јак како за почеток, така да очекувам дека оваа година 4000 девојки, жени, господи од сите возрасти ќе учествуваат на Авицена женска трка на 13 април со почеток во 10 часот кај фонтаната Лотос. Така да навремено ги поканувам сите да се пријават, да си обезбедат стартно бројче, затоа што ни се случува во последниот ден да има најголема навала, па ние како организатори некогаш сме приморени и порано да го затвориме пријавувањето заради организацијски проблеми, да речам, ако имаме предвидено одреден број на стартни броеви, да не се надмине и тогаш не можеме да даваме броеви колку што сакаме. Да, затоа ние на време, нели, 4 месеци однапред го најавуваме, односно веќе е отпочнато, нели, пријавувањето. Каде и како може да се пријават сите оние дами, жени, господи, сите оние кои што сакаат да бидат дел од ова издание на Авицена женската трка? Пријавувањето е отворено и може да ги следат сите инструкции, сите пропозиции за трката како ќе се одвива на женскатрка.мк, тоа е нашата веб страна. Се користи платформата на Трки.мк. Во овој период веќе се отвара пријавувањето и за Халкеко Скопје трча и за Визер Скопскиот маратон, така да сите учесници ги покануваме да бидат блиску до своите компјутери, телефони, да се пријават навремено. Би сакала да кажам дека од минатата година на женска трка имаме 9 категории, затоа што се зголеми границата, старосната граница на учеснички на оваа трка. Имавме до 7 категории, но сега гледаме дека и жените над 70 години се многу активни, спортски активни, и имаме категорија и дури и над 70 години. Па ги охрабрувам оние што се спремни, што трчаат, нека го истрчаат своето најдобро време, но оние кои што не се спремни имаат доволно време да почнат да рекреираат, да пешачат, па лабаво, лесно да трчаат и се надевам дека ќе уживаат на оваа безпрекорна, убава женска трка. Да ги охрабруваме, нели, сите господи кои што се, нели, во повозрастни години, но се чувствуваат, нели, физички спремни, сепак се работи за неколку километри трка, не е, нели, полумаратон или маратон, така што мислам дека секој може да го истрча. Така е, 3 километри е дистанца која што секако бара подготовки, но не бара целогодишни подготовки. Убаво е да се рекреира во текот на целата година, да се пешачи, да се трча. Не може секој да истрча полумаратон, ниту маратон за еден месец спремање, но оваа трка имаме доволно време, нека пројде ова студеното време, нека се подготвуваат можеби и подоцна, веќе од февруари очекувам дека времето ќе се стабилизира во смисла на температурите, дека нема да биде толку многу ладно. Имаат време да се подготват и 3 километри дистанца што секој може, ако не да истрча, сигурно да испешачи. Да, вие сте тука секогаш, нели, да ги мотивирате сите господи, но и сите луѓе кои што сакаат да бидат дел од трките, нели, кои што ги поддржува, нели, Сојузот на спортови, односно ги организира. Ви посакувам успешно 13-то издание на Авицена женската трка. Ви благодарам, а јас се надевам дека и во 2025 Алфа телевизија ќе биде најмасовен учесник со вашата екипа на женска трка, како што тоа го имаме секоја година. Ви благодарам уште еднаш, еве, нели, јавен повик до сите жени, до сите дами кои што сакаат да бидат дел, но и секако до сите наши, нели, колешки, да се покажеме и докажеме и овој пат на ова 13-то поред издание на женската трка во организација на Сојузот на спортови на Скопје.